Само на кратко. Значи во ставот 1, во членот 31 вели вака: во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, контролорот веднаш, но не подоцна од 42 часа откако дознал. Значи рокот станува откако дознал. 72 откако дознал е должен да ја извести агенцијата за нарушување на безбедноста. Значи должен да извести агенцијата. Сега, ние немаме санкција ако не извести. Туку имаме една обврска, ако продолжите да читате, ќе видите вака: кога известувањето до агенцијата не е поднесено во рок од 72 часа, ја затоа реков на съответните места да биде променето во 48. Заедно со известувањето треба да биде доставено и образложение за причините за доцнењето. Значи, кога ќе го промениме рокот од 72 на 48, само ќе се зголеми евентуално бројот на известување до агенцијата. А потоа и агенцијата, и собранието ние со наредниот амандман, ќе имаме увид на тој тек на информации кои што вие сега рековте дека вие не сте запознаени со деталите како течат и така натаму. Меѓутоа, кога ќе видите доволен број на образложенија зошто биле спречени, ние ќе знаеме каде е тесното грло. А ако го теоретски, ако го зголемиме рокот на 10 работни дена и после 10 работни дена треба да достави известување за доцнењето, ние до агенцијата ќе немаме ниту едно известување за доцнење. И ние нема да знаеме каде има тесно грло. Ние ќе знаеме дека се доцни, ама ќе немаме на хартија ни едно известување затоа што сите го оствариле законскиот предвиден рок за достава информација од 10 работни дена. Сега карикирам за значително да го зголемам рокот. Со намалување на рокот од 48 часа, ја затоа реков може да трпи и поголемо кратење. Затоа што, например, ако го скратиме на 24 часа, мајде да не претераме, она што ќе го добиеме нема да бидат казни за контролори, тоа што членот не предвидува казни за контролорите, туку ќе добиеме објаснување кои што ќе стигнат до агенцијата зошто се доцни со таквите известувања. Затоа што не го менуваме ние текстот на членот. Затоа што овде предвидува кога не е поднесено во соодветниот рок, единствена санкција за контролорот, ако можеме да го наречеме санкција, е заедно со известувањето да биде доставено и образложение за причините на доцнењето. Во тој контекст, апропо вашето објаснување, не знаеме дали можеме да го прифатиме. Токму како министер вие треба да сте запознаени со сите околности. И лично сметам дека поголемиот број на образложение со причините за доцнење, кои што ќе дојдат не од шпекулации, не од медиуми, не од портали, туку ќе дојдат од контролорите, е она што на вас ќе ви допринесе во квалитетот и да ги осознаете како стоят работите кои станува збор за заштита на личните податоци. Токму поради тоа предложив да се скратат на 48 часа двата рокови, од 72 на 48, и на тој начин ќе видиме во тој еден ден кои се оние причини, нормално преку образложението за причините за доцнењето. Значи за вас и за јавноста не станува збор за санкции за контролорот, станува збор за рок во кој што треба да го достави или да достави соодветно образложение. Во моментот, еве како што гледам од дискусијата, такви образложенија нема, не се стигнати, не знаеме каде се тесните грла, значи со промена на рокот ќе добиеме два бенефити. И ќе подобриме работата, ефикасност и ефективност, и од друга страна ќе добиеме информација ако постои определено доцнење. Тоа беше мојата реплика. Ви благодарам.